Ново издание на Дневникот на К1 телевизија. Кои се денешните информации и најновите настани од Велес, регионот Македонија и светот, ќе ги погледнете веднаш по најавите на денот. Останете со нас. Утринава избувна пожар во подрумски простори од куќа во Кавадарци. Енергетската состојба во државата е стабилна. Во Македонија ќе се градат 100 нови детски градинки. Пожар утринава ги зафати подрумските простори од куќа во Кавадарци. За среќа повредени нема. Изгорени се комплетно подрумските простори, дел од покуќнината на првиот кат и причината е материјална штета. Најверојатно пожарот избувнал поради запален оџак. Информациите ги има колешката Мартина Митков. На минус 18 степени Целзиусови пожарникарите од територијалната противпожарна единица Кавадарци утринава гаснеа пожар кој што избувна во подрумски простории од куќа. Пожарот избувнал во 5 часот, а бил локализиран околу 10 часот. За среќа нема повредени. Командирот на територијалната противпожарна единица Илчо Бугевски информира дека интервенирале со 2 противпожарни возила и 8 пожарникари. Помош имале и од противпожарната единица од Неготино, како и од компаниите Кожувчанка и Фени по едно возило со по 2 пожарникари. Во пожарот кој што избувна во 5 часот утринава, како што добивме информација од територијалната противпожарна единица Кавадарци од командирот Илчо Бугевски, комплетно се изгорени подрумските простории, а нашата камера регистрираше изгорена дел од покуќнина, зачадени ѕидови и причината е материјална штета. Најверојатно пожарот избувнал поради запален оџак и искри излегле преку димниот канал, чиј почеток е во подрумот на куќата, која што се наоѓа во централното градско подрачје кај џамијата. Инаку за време на божигните празници, територијалната противпожарна единица имала полни раце работа. Имало запалени оџаци, пожар од плинска боца и запален подрум. Бидејќи во зима најчести се пожарите од оџаци, пожарникарите апелираат на голема внимателност до оние кои ги загреваат домовите со дрва. Ова особено важи за оние кои живеат во колективни згради во кои со разни доградби се заградуваат оџаците, но и за семејствата кај кои дрвените греди од кровните конструкции се поставени многу блиску до оџаците. Пожарникарите подсетуваат на златното правило за сите оние кои што се греат на дрва. Оџаците треба да ги чистат најмалку 3 пати годишно, и тоа на почетокот, средината и на крајот од грејната сезона. Велес утринава во 7:30 се будеше на минус 20 степени. Ова е едно од најстудените утра кое што го паметат најстарите велешани. Токму поради ваквите ниски температури, хидрометеоролозите денеска Велес го вброја во жолта алертна фаза. Според информациите од надлежните служби и оваа поларна ноќ во Велес поминала без проблеми. Денеска расчистен е патот до село Ветерно, а се очекува да биде расчистен и патот кон село Рудник. Без поголеми проблеми Велес ја помине и ноќта за која од управата за хидрометеоролошки работи беше посочена како едно од најстудените во изминатите деноноќја. Од Центарот за справување со кризи информираат дека сите патни правци во Велешко се проодни. Пробиен е патот кон селото Ветерско, а до крајот на денешниот ден се очекува да се пробие и патот до населеното место Рудник. Од јавното претпријатие Македонија пат, подружница Велес, пункт Велес и пункт Автопат во Велешкиот регион на регионалните и магистралните патишта во изминатиот период интервенирале со вкупно 306 тони сол и 642 метри кубни ризла. Службата задолжена за патрола во Велешко и понатаму останува на терен. Надлежните најавуваат посета на сите евидентирани стари и изнемоштени лица кои живеат сами. Побаравме од Центарот за социјална работа, од нивниот представи во текот на денот денеска ни ја достават листата, на луѓе, стари луѓе кои што имаат потреба од било какво згрижување, за да може нашите служби во текот на денот да ги посетат луѓето и да ги посетуваме во наредните неколку дена додека ќе трајат овие екстремни ниски температури. Војтната медицинска служба нема зголемен обем на работа, вели директорката доктор Самаракова.
но службата е на повисоко ниво на подготвеност. Спремни, значи, да одговарат на студениот бран, на овие замрзнати улици, на селава кои се во непосредното обкружување на градот на територијата на општина Градска Чашка. Синоптичарите предвидуваат ниски температури во наредните денови. За полесно надминување, неопходно е почитување на препораките за заштита на здравјето на населението од студени бранови. Екипи за зимско одржување на патиштата во Свети Николе, вработени во јавното комунално претпријатие Комуналец и градежни фирми со тешка механизација, изминативе неколку дена во континуитет работат на расчистување на големите снежни наноси на локалните патишта до сите населени места. Пробиен и патот кон село Павлешинци, кој беше целосно одсечен поради снежните наноси. Пробиени скоро сите патни правци кон населените места во Рицко-планинскиот и Рамничарскиот дел на Овчеполието, кои беа затворени поради високите снежни наноси. Екипи ангажирани од локалната самоуправа за зимско одржување на патиштата во Свети Николе, како и вработените на јавното комунално претпријатие Комуналец и други градежни фирми со тешка механизација, изминативе неколку дена неуморно работат на расчистување на големите снежни наноси на локалните патишта до сите населени места. Градоначалникот на општина Свети Николе Зоран Тасев, заедно со директорот на јавното комунално претпријатие Комуналец Александар Давчев, беа во обиколка на повеќе населени места, при што констатираа дека во најголем дел и до селата и во самите села улиците се проодни. Жителите на село Павлешинци, каде беше одсечено изминатите денови, им беа доставени дополнителни залихи на храна и лекови. Во расчистување на локалните патни правци кон светиниколските села помогна и кинеската компанија Синхидро, што го гради автопатот Скопје Свети Николе Штип, која со своите градежни машини помогна при пробивањето на патните правци кон селата Ранченци и Патетино. Вработените од ЈКП Комуналец работеа на превентивно чистење на патот кон селата Ѓуѓанци и Станјевци, а градежната компанија АГП работи на пробивање на патот кон селата Малино и Алакинци и останатите села од регионот на Ѓуриште. Електроенергетската состојба во Македонија е стабилна. Тарифните потрошувачи добиваат струја на време, а отстранети и дефектот во рек Битола и електраната повторно работи со полн капацитет, информираше денеска директорот на ЕРЕМ. Електроенергетската состојба во државата е стабилна, односно домаќинствата и ситната индустрија своите неопходни количини ги добиваат навремено, информира директорот на ЕЛЕМ Христијан Мицкоски. Синхронизирана е рек Битола 3 и работи со трите блока и произведува повеќе од 600 мегавати. Надополнети со производството што го имаат хидроелектраните и оној увоз кој што го направивме пред некој ден, ситуацијата е стабилна. Дори можам да кажам и дека дел од хидроагрегатите се во резерва, бидејќи потребно е да се надополни нивната акумулација. Преку 80% од потребите земјава ги задоволила од домашно производство во најстудените денови 8, 9, 10 и 11 јануари, вели Мицкоски. Потенцира дека приоритет на АД ЕЛЕМ е интересот на граѓаните и снабдувањето со струја. Тој напомена дека пред нас е поволен период, затоа што снегот што се топи ќе ја намали цената на струјата во регионот. Ќе има многу ефтина енергија на пролет, почнувајќи од март, додаде Мицкоски. Координацијата помеѓу надлежните служби во општина Велес и јавното комунално претпријатие Дервен создаде услови за собирање на отпадот во ниските зони во градот, но сепак во отежнати околности. Општина Велес упатува апел до граѓаните да имаат разбирање за состојбата. Од Дервен велат остануваме и понатаму посветени на активностите за заштита на животната средина и унапредување на квалитетот на животот на граѓаните. Околу 125 тони комунален отпад се собрани од страна на ЈКП Дервен во изминатите 4 дена. Во редните временски услови го оневозможија редовното извршување на услугата за собирање и транспортирање на отпад во ноќните часови. На терен се работните единици комунална хигиена и паркови, а работат според програмата за јавна чистота за зимско одржување. Воведовме и ново работно време од 9 до 4. Сметаме дека од 7 до 9 сат нема ефект. Работниците само да идат за џабе не може да работат на тоа ладно време.
така да воведат и ново работно време, од 9 до 4 да работат, и да има повише ефект од работата. Од ЈКП Дервен апелираат до граѓаните кои живеат во високите делови од градот, заради тешката пристапност и проблемите со собирање на сметот, комуналниот отпад да го симнуваат во пониските делови и да го оставаат на соодветни места определени за изфрлање на смет. До сега сметот е собран на улиците Владимир Назор, Благој Ѓорев, Белградска и Крстеми Сирков. Вработените од ЈКП Дервен во наредните денови остануваат на терен заедно со целокупната механизација, освен собирање на смет. Од Дервен работат и на расчистување на улиците од снегот и мразот. Апел до граѓаните да имаат разбирање за состојбата. Кривична пријава заработи Велешанец од полициска станица Свети Николе поради постоење основано сомнение за сторено кривично дело од тешка кражба. Ања Василева ги има деталите. 33-годишниот Велешанец ТП заработи кривична пријава од полициска станица Свети Николе поради постоење основано сомнение за сторено кривично дело тешка кражба. На 29.12.2016 година, околу 10 часот и 40 минути на улица 23 октомври во Свети Николе, пријавениот дошол до банкоматот на НЛБ Тутунска банка, каде што стоело штетениот АД38 од село Ерџелија, за да подигне готовина од банкоматот, при што пријавениот во моментот кога излегле банкнотите од апаратот, се приближил до него и насилно ги грабнал парите во износ од 9.000 динари, при што влегол во патничко возило Голф 4 кој било паркирано во непосредна близина на банкоматот и заминал во непознат правец. Најдоцна до 25 јануари фирмите имаат обврска на работниците да им издадат збирна пресметка за исплатени приходи, платен персонален данок и придонеси за минатата година, информираат од Управата за јавни приходи. Издавањето на збирната пресметка е законска обврска врз основа на која граѓанинот ќе може точно и навремено да ги пријави приходите во годинашната даночна пријава. Фирмите имаат обврска најдоцна до 25 јануари на работниците да им издадат пресметка за исплатени приходи, платен персонален данок и придонеси за минатата година, информира Управата за јавни приходи. Издавањето на збирната пресметка е законска обврска врз основа на која граѓанинот ќе може точно и навремено да ги пријави приходите во годишната даночна пријава. Доколку компаниите не ги издадат овие збирни пресметки за вработените, предвидена е глоба во износ од 3000 евра во денарска противвредност, а на одговорното лице ќе му биде изречена глоба во износ од 30% од одмерената глоба за даночниот обврзник. До 31 јануари по електронски пат фирмите треба да поднесат до УЈП годишен извештај за извршените исплати на граѓанин во 2016 година по основ на откуп на земјоделски производи и годишен извештај за извршениот откуп на корисен цврст отпад од физички лица кои не се трговци поединци во 2016 година, посочуваат од УЈП. Годишен извештај поднесуваат и организаторите на Зелен пазар, на кои се врши трговија на големо и мало, а до крајот на јануари треба да се поднесе и годишен извештај за извршени исплати на приходи на физички лица во 2016 по основ на лични примања, авторски права и права од индустријска сопственост, капитал, имот и имотни права, добивките од општи игри на среќа и други приходи за кои аконтацијата на данокот се плаќа по добивка. Народна банка на Република Македонија и Бирото за развој потпишаа меморандум за соработка. Ќе се градат 100 нови градинки на територија на Република Македонија. Умерено забрзување на глобалниот економски раст во 2017 година до 2,7% предвидува Светска банка. Ова се вестите од Македонија. Меморандум за соработка во делот на финансиската писменост и други области во образованието потпишаа Народната банка на Република Македонија и Бирото за развој на образование. Како што соопшти НБРМ, двете институции ќе вршат консултации за стратегиски прашања на национално и меѓународно ниво, ќе подготвуваат наставен и прирачен материјал за основните и средните училишта од областа на финансиската писменост,
и ќе организираат обуки и други едукативни активности со кои ќе бидат опфатени наставниците и учениците. Покрај другото, овие две институции ќе реализираат соработка на полето на финансиската едукација преку изготвување политики, спроведување истражување и анализи, превземање заеднички активности за подигање на јавната свест и промоција на финансиската едукација и писменост и размена на релевантна експертиза. Со овој меморандум се очекува да се зацврсти соработката помеѓу Народната банка на Република Македонија и Бирото за развој на образованието во областа на финансиската едукација, со што ќе придонесе за зголемување на свеста кај учениците и јакнење на нивните финансиски знаења, како и за нивно идно полесно вклучување во современите текови на финансискиот систем, информира НБРМ. Проблемот со кој се соочуваат родителите со недостиг на слободни места во градинките набрзо ќе биде решен, изјави на денешната пресконференција председателката на Унија на жени на ВМРО ДПМН Даниела Рангелова. Проектот за 100 нови градинки кој беше предвиден во програмата Реално на ВМРО ДПМН ќе овозможи децата на 5500 родители кои чекаат за сместување да бидат сместени во новите градинки. Факт е дека граѓаните дадоа доверба на програмата Реално, односно 455.000 граѓани веќе се изјаснија и гласа за коалицијата за подобра Македонија и за програмата Реално. Во изминатиот период владата предводена од ВМРО ДПМН континуирано се залагаше за отварање на нови градинки кои што представуваат и реална и нужна потреба за сите родители и за дечиња кои што се треба да посетуваат предучилишни установи. Во моментот се сместени околу 36.000 дечиња, но за жал 5.500 родители чекаат да ги сместат своите дечиња во градинките. Од тука се појави и реална потреба за отварање на нови градинки. Градинки ќе се градат на територија на цела Македонија. На овој начин, потенцира Рангелова, жените полесно ќе можат да се вклучат на пазарот на трудот, бидејќи за нивните деца ќе се грижи едуциран кадар. Умерено забрзување на глобалниот економски раст во 2017 година до 2,7% предвидува Светска банка, откако минатата година поминал посткризниот период. Во извештајот за глобалните економски перспективи за Македонија, годинава Светска банка прогнозира раст од бруто домашен производ од 3,3%, што е намалување за 0,7% споредено со јунските предвидувања на аналитичарите од Вашингтон. За вгодина од македонската економија се очекува растот да забрза до 3,7%, односно до 4% во 2019. Предвидувањата за регионот се во Хрватска годинава да има раст од 2,5%, Србија 2,8%, Босна и Херцеговина и Бугарија 3,2%. Од Албанија се очекува економски раст од 3,5%, Црнагора 3,6%, а од Косово 3,9%. Поминаа 9 години од трагичната хеликоптерска несреќа кај Катлановско блаце во која загинаа 11 македонски мировници кои се враќаа од мисијата Алтеа во Босна и Херцеговина. Делегации од Министерството за одбрана и Генералштабот, од кабинетот на председателот, од општина Петровец и најблиските на загинатите, пред спомен обележието на касарната Страшо Пинџур и на местото каде што се урна армискиот хеликоптер, положија цвеќе. Скопското обвинителство истрагата ја затвори кон крајот на 2011 година без кривична одговорност, со образложение дека необученоста на пилотите за управување во сложени временски услови и лошото време биле главните причини за уривањето на армискиот Ми-17. Во турскиот парламент избила тепачка за време на расправа околу новите уставни овластувања на председателот. Американски тенкови оклопни возила со повеќе од 3000 војници почнаа од утрово да пристигнуваат во Полска. Останатите информации од светот во продолжение. Две лица уапси белгиската полиција во последната акција во предградие на Лакен. Тие се осумничени дека имаат поврзаност со терористичките напади во Париз во 2015 година.
Весникот Дерниер Јор во своето електронско издание пренесува дека полицијата привела маж и жена кои покрај за врски со нападите во Париз се осумничани дека им пружиле логистичка поддршка на браќата Бакрави, кои се разнесоа на аеродром и на една метростаница во Брисел во март минатата година. За време на акцијата за приведување на двајцата осумничени, белгиските полицајци биле придржувани од припадници на француската полиција и судика од Париз. Францускиот суд денеска издаде наредба за ослободување од притвор на поранешниот косовски премиер и актуелен лидер на Алијансата за иднината на Косово Рамуш Харадинај. Судот решаваше побарањето на српските власти за негова екстрадикција во Србија, која го товари за воени злосторства. Министерството за правда на Србија вчера кон барање за екстрадикција достави и нови докази против Харадинај. Косовското собрание побара ослободување на Харадинај со оценка дека во прашање монтиран политички процес против него. Харадинај беше приведен минатата среда на аеродромот Милус во францускиот дел на Базел, врз основа на потедница издадена од Србија во 2004 година и од тогаш се наоѓаше во притвор. Тој во Србија е осомничен за воени злосторства врз цивилното население во Дукаѓани во 1998 и 1999 година, кои не се опфатени со обвинението на Хашкиот трибунал, од кој тој е правосилно ослободен. Физичка пресметка во турскиот парламент. Пратеници на владеачката партија на правдата и на опозицијската републиканска народна партија со текот на гласањето околу предложените реформи кои му ја зајакнуваат позицијата на председателот Реджеп Тајип Ердоган, физички се пресметувале. На тапачката и предходела вербална расправија во која пратениците на Републиканската народна партија ги обвиниле колегите од партијата за правда и дека гласаат надвор од кабините за тајно гласање, со што го кршат деловникот, а до инцидентот дошло кога представници на владеачката партија се обиделе да му го одземат телефонот на еден опозицијски пратеник кој го снимал, како што тврди опозицијата, непочитувањето на тајноста при гласањето. Сепак и покрај тапачката, на седницата што траеше до раните утрински часови, турскиот парламент усвои 3 од 18 предлог амандмани. За усвојување на секој амандман потребна е поддршка од најмалку 330 пратеници во 550 члени од парламент. Со уставните измени се предвидува изборот на владата од надлежност на парламентот да премине во надлежност на шефот на државата, а на Ердоган би му се овозможило да се кандидира за председател и во 2019 и во 2024 година, со што би можел да остане на функцијата до 2029 година. И ово утро екстремно ниски температури. Според управата за хидрометеоролошки работи, пораст на температурата ќе има од утре. Максималните температури насекаде ќе бидат позитивни, но влажен бран ќе има од петок кон крајот на денот и во сабота, кога на повисоките места и на планините ќе има врнежи од снег, а на пониските врнежи од дожд и снег. Во продолжение деталите за Вардарскиот регион.
И бидејќи синоптичарите за утре најавуваат нешто потопло време со не толку многу ниски температури, ние ви препорачуваме, доколку сте слободни, прошетете во Младинскиот парк. Таму е навистина убаво, а најмногу задоволни ќе бидат оние најмладите. Во продолжение погледнете како изгледаше денеска таа прекрасна зимска идила со дечињата на Санка. Од мене пријатно.